Причината поради која сте несреќни, дами и господа, е затоа што сте фокусирани на погрешното нешто. Најчесто поставуваното прашање што го добивам јас и луѓето околу мене е тоа да ви дадеме некои совети, тајни, побрзо да ја остварите вашата цел. Вие сте фокусирани на крајната цел. Не е ни чудо што сте несреќни. Фокусирани сте на она што не можете да го контролирате. Во Светата книга има еден израз што вели: што ќе си посееш, тоа ќе си ожнееш. Сепак, ние го правиме истото во нашите животи. Ако сакате да стигнете до следното ниво во вашата кариера, дозволете ми да ви кажам една работа. Не смеете да бидете фокусирани на следното ниво од кариерата. Мора да бидете фокусирани на тоа што можете да го контролирате. Дозволете ми да ве прашам, што можете да контролирате денес? Можете да контролирате колку работите, квалитетот на вашиот труд, што внесувате во вашите уши, што внесувате во вашиот ум. Но никој не сака да се фокусира на тоа бидејќи е премногу макотропно. Потребно е премногу трпение. Трпението е горко, но плодот е сладок. Значи, причината зошто сте несреќни е затоа што сакате нешто за што не сте работеле. Само претпоставуваш дека случајно ќе успееш, со среќа нема среќа, само веројатности. Така, како што го зголемувате вашиот придонес, ги зголемувате вашите веројатности. Многу ни е лесно да сонуваме што сакаме и што заслужуваме, но кога ќе престанете да живеете во иднината, која не можете да ја контролирате, и дури тогаш, дали ќе станете среќни, дали ќе станете личност која живее во состојба на рамнодушност. Повторно те прашувам, што внесуваш во мислите, во ушите, преку вашите очи. Не се залажувајте. Она што човек го сее, тоа и ќе жне.